Добар ден. Според официјалната статистика, бројот на странски туристи во земјава расте со 12% годишно. Приходите кои што се остварени од оваа дејност минатата година изнесуваат приближно 200 милиони долари. До 2012 се очекува тие приходи да достигнат 5% од бруто домашниот производ. Може ли туризмот да стане стратешка бизнис дејност во Македонија? Токму на оваа тема зборуваме денеска во Зебра. Дебатата ја продолжуваме со двајца гости кои што се директно инволвирани во оваа индустрија. Снежана Јовановска, собственичка на туристичката агенција Орфеј, председателка на Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, и Мартин Петковски, директор на туристичката агенција ПЕТ и член на управниот одбор на Стопанската комора за туризам. Добро дојдовте за двајцата. Имаме ли ние добро разработена туристичка приказна? Дали имаме добро спакувани промотивни материјали за државата? Дали имаме компетентни водичи кои што сето тоа ќе го представат така како што треба? И конечно имаме ли администрација која 24/7 ќе подржи на терен се што е потребно? Снежана, повелете. Многу е важно што во Македонија во овој момент има субвенции за нискобуџетни летови. Тоа значи дека раздвиженоста помеѓу европјаните е поголема обострана и од Европа кон Македонија и од Македонија кон Европа. Почна, значи се намали ДДВ-то на хотелите, што е голем услов за намалување на цените на хотелските сместувања, и сметам дека европјаните, посебно, зборувам европјаните затоа што Македонија не може да се продаде на на далечните земји, односно на земјите од Јапонија, Индокина и сето тоа, затоа што, или на Америка, затоа што никој не би дошол во Македонија да потроши толку многу километри за да остане 3-4 дена, затоа што Македонија сама по себе треба да биде дел од нека балканска. Да, сама по себе не може, значи да ги задоволи префинетите вкусови на туристите и не може да го задржи вниманието повеќе од 3-4 дена. Сметам дека промоцијата е некако во дисбаланс, односно немаме една унифицирана промоција. У разни министерства, разни буџети за промоција, а сето тоа не допринесува за оно што е носителот главен на индустријата, со столбот на туристичката индустрија, односно за туроператорите. Каков е фидбекот на овие субвенции кон туристичките оператори во нашата земја? Зборувам за владините субвенции. Не би можела да коментирам, затоа што субвенциите се даваат преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која што на некој начин посетува и доста саеми, и има доста реклами, изголемен е многу буџетот. Меѓутоа, сметам дека туристичкото стопанство треба да се грижи едно министерство, односно да имаме едуцирана администрација, да имаме луѓе кои што знаат тоа да го работат, а не луѓе кои што дошле по политичка функција, и луѓе кои што имаат портфолио и имаат позади што да покажат и да допринесат за оваа важна индустријска гранка. Ги чувствувате ли на терен овие 12% кои што статистички апстрактно звучат, но вие сте луѓе кои што на дневно ниво ги работите тие работи, и дали знаеме кого точно таргетираме кога правиме стратегија за промоција? Кои туристи доаѓаат во Македонија? Знаете како, малку тие бројки се конфузни, затоа што не се подкрепени со конкретно каков тип на туристи се дојдени во Македонија. Она што го зборевме досега, значи пакетот на производ туристички во Македонија не е дефиниран. Значи ние со нискобуџетните компании таргетираме една различна категорија на туристи, од кои што претпоставувам дека нашата влада би сакала да доаѓаат во Македонија. Значи тоа не се клиенти кои што плаќаат сериозни пари за да видат нешто ново, него напротив тоа се бекпекерс и така натаму кои што ги посетуваат јут хостелите, затоа што ако ги видите статистиките во хотелското сместување, особено за Скопје зборам, значи јут хостелите и поевтините хотели имаат драстичен раст на број на гости, за разлика од хотелите од повисока категорија. Верувате ли дека
дел од тие 12% дошле токму заради промоцијата на Скопје 2014. Дали проектот има капацитет да привлече туристи да дојдат само за да го видат тој проект? Абстрахирајќи се од политичките коментари на... Ќе ги тргнам бројките на страна, пошто се небитни, мислам, за сите нас. Све што е нешто ново и интересно во светот е интересно како туристичка атракција. Без разлика дали е позитивна или негативна, дали мене ми се допаѓа или вас ви се допаѓа, е нешто ново, е нешто интересно. Многу е битно колку ние знаеме да го искористиме тоа целото како една приказна. Значи колку знаеме тоа целото да го спакуваме, па ќе кажам, без разлика дали е негативна или е позитивна критика, самата приказна да биде интересна, да тој патник кога ќе се врати назад во својата домицилна држава, да има некоја приказна која што ќе раскаже на своите пријатели, познаници и така натаму. Пошто уста на уста е најдобрата реклама што можеме да направиме. Ние во однос на промоцијата на туризмот во Македонија касниме за разлика од нашите соседски земји како Србија, како Бугарија, како Грција. Особено Бугарија и Грција имаат една долга традиција на развивање на туризмот и трошат огромни пари не само во промоција на туризмот, него и во инвестирање во однос на инфраструктурата кај нив. Значи Грција не знам колку милиарди остана должна кон Европска унија ради патиштата што ги направи. Патиштата ги направи ради Олимпијадата и за подобар развој на туризмот. Ние во моментот манькаме малку со добра инфраструктура. Значи Охрид, Маврово, Попова шапка, Дојран како наши главни туристички дестинации инфраструктурно не се подкрепени за да можат да примат доволен број на туристи оној што ние го посакуваме. Автопатиштата мислам се работи на нив, меѓутоа се уште сме многу послаби него соседните земји. Можете ли вие како Фела да извршите некаков притисок или да дадете некаква листа на приоритети кон владата кога веќе владата е отворена да го промовира туризмот, да работи на туризмот како индустрија, значи за она што е по приоритетно да се сработи? Ние како Стопанска комора за туризам на Македонија соработуваме со владата. Значи понекогаш се караме, понекогаш сме на иста страна. Меѓутоа, за све ова што го збориме е потребно време. Ништо не може преку ноќ да се направи, особено во туризмот, затоа што е најлошо што може да ви се деси е да ги повикате странските туристи да ви дојдат во огромен број, а да не можете да ги исхендлате на локално ниво. Значи нема ништо полошо од незадоволен туриста, незадоволен клиент. Подобре и да не дојде сега во моментот, него да дојде кога вие ќе бидете спремни, отколку да ви дојде па да биде незадоволен, после да никогаш повеќе да не се врати. Значи Македонија е енигма. Светскиот турист ги посетил веќе сите краишта во светот. Сама по себе, еден ден ние имаме толку голема дебата за проблемот со името, така да секој би сакал да дојде да види што е тоа со големиот споменик, што е тоа со пренаменување нели на имињата и што е тоа проблемот помеѓу двете соседни земји. Само по себе, јас многу пати коментирам, значи за проектот Скопје 2014 исто многу сум дискутирала. Значи за мене секогаш спомениците на новото време. За мене е белек, јас сум жена која гледа напред. Значи секако дека треба најдоброто, она што е за Македонија важно, да е главен белека. За мене е тоа мајка Тереза. Јас мислам дека ниту еден светски турист не би можел да одолее да го види родното место и спомен куќата на мајка Тереза. Тоа е основното нешто за кое што е. Јас само од целиот проект на Скопје 2014 нема да коментирам дали е добро прифатен или не, пошто не сум компетентна, меѓутоа најдоброто нешто од тој проект е само спомен куќата на мајка Тереза и мислам дека тоа дава особен интерес и ние како Стопанска комора на Македонија, односно како здружение, морам да кажам дека иницијативата беше на еден состанок, на еден бизнис форум во Дубровник под покровителство на ЦЕФТА, каде што јас излагав исто и идејата беше за еден глобален настап, односно здружување на сите стопански комори од цела југоисточна Европа, Балкан, виште не милува да го кажат, Балкан веројатно асоцира на некакви војни и неубаво, да. Значи за цела југоисточна Европа, ние имавме неколку работни средби во Белград, па сега чекаме да дојдат кај нас, значи овој проект е веќе во тек. И ние се договоривме тоа да биде она што е одбележје на цела југоисточна Европа, секако е Јосип Броз Тито. Вие знаете дека во Куба најповеќе идат заради владењето на Фидел Кастро. Значи тој е лик кој што би дава придобивка за сите, значи за сите сакаат да идат на земјата на Тито, да ги видат неговите, кои биле неговите
пошто доаѓал у Македонија, што у Белград, каде се забавувал за храната, за постапките и сето тоа. И мислам дека тој проект, кој што заеднички ќе настапиме во далечниот исток, ќе добие голем фидбек, затоа што тоа ќе биде една тура од 13-14 дена и ќе го фати целиот југоисточен регион. Главниот проблем тука е секако инфраструктурата. Значи, заедно, ако ние ја сваќаме Македонија како сериозна туристичка дестинација, ние веќе за ова имавме дебата. Прво, возовите се многу стари. Вие знаете дека секаде во Европа и во Америка и било каде има брзи возови, модерни возови, кои што луѓето преферираат да патуваат повеќе со тој тип на возови него со авион. Да, затоа што они се од центарот до центарот. Потоа, во однос на автопатиштата, мислам веќе е пасе тема, зашто сме ја дискутирале многу пати, се разбира дека за секој турист најважно е времето кое ќе стигне од до дестинација. Например, Македонија е толку мала да еден турист не може да дојде у Скопје, а да не го посети Охрид, а единствената врска е автопат помеѓу Скопје и Охрид, а тој автопат да стигне туристот за 3-4 сата. Значи дека најбитното е инфраструктурата. Јас неколку пати сум кажала дека ние некако обратно почнавме прво од рекламите, а потоа внатре ги решаваме. Ние прво требаше инфраструктурата, хотелите, све што можеме да понудиме и потоа да се направи една инвазија од маркетингот за посета на туристите за Македонија. Спомнавте дека може да докажам затоа што ние треба да дали сакаме туристот еднаш да дојде у Македонија или сакаме да дојде неколку пати у Македонија. Значи тоа е многу важно. Зошто Македонија не работи на развој на бањскиот туризам, кој што може да биде нејзина компаративна предност во однос на другите држави? Би сакала во оваа прилика да ја цитирам Берта Додевска, автор и продуцент на Незадолжително и знаеме огромен голем познавач на бројни туристички дестинации. Она вели дека 40% од туристичкиот инкам на Словенија доаѓа од нејзините 15 термални велнес и спа центри. Господинот Здравко Почивалчак, генералниот директор на Терме Олимпија и 2 пати официјално најдобар менаџер на Словенија, кога дошол во Македонија истражувал, рекол дека Македонија има 50% повеќе капацитет од Словенија во однос на овој туризам, а сепак воопшто не е искористен. Значи, ние ги немаме приватизирано бањите. И ги немаме развиени, немаме право спа. Значи право спа, ќе ви кажам како што е Терме Олимија, како што е Терме Чатеш, како што сега во Белград има едно кај Рангеловац извор, тоа е едно прекрасно спа. За мене и Банско, тие што се хотелите со спа, спа е кога ќе има минерална вода. Значи, освен Катарино спа и Пирен, нашите луѓе посетуваат спа и домашните туристи и странците. Меѓутоа, ние се немаме добро, не се имаме изрекламирано како спа дестинација, а и немаме многу што да понудиме. Значи, немаме такви хотелски капацитети со модерни спа терени, каде што може да се искористат и за здрав живот, и за релакс. Бањата се сериозна инвестиција. Не само инфраструктурна инвестиција, него се и во човечки ресурси. Прво е прашањето дека ние немаме таков кадар за да може да обслужиме добар спа центар. Значи тоа треба да го повеземе под надвор. Целата таа инвестиција кошта многу повеќе него вие да направите еден добар стандарден хотел од не знам 4-5 звездички кој што би бил во Охрид, во Маврово, Попова шапка или Скопје. Ние го имаме потенцијалот земјен, меѓутоа ние и како држава не сме познати по тоа целото. Значи нас треба останатите гранки на туризмот, останатите туристички дейности да ни функционираат како што треба, за да можеме на крај да го развиеме спа туризмот, да тие гости што доаѓаат поминат и низ тие спа центри. Така да дискусијава зашто немаме спа туризам во Македонија е многу поопширна него на што можам да ви го кажам во 2-3 реченици, затоа што правиме муабет за инвестиција од некои се 30 милиона евра да изградите вие еден, да кажеме, пристоен спа центар. Значи ништо посебно да не биде тој, меѓутоа да биде, да кажеме, да може да го крстите на вистина прав спа центар со природна извори на минерална вода. Иначе све што е тоа испод таа сума е веќе чисто хотелче, да. Добро, значи не се согласувам дека
треба некој да инвестира. И во Словенија сите спа центри се направени со поддршка од парите на Европската унија. Значи има предпристапни фондови, има неповратни средства. Да, ма не забравяйте дека Словенија има традиција на тие спа центри. За разлика од тоа ние немаме. Ние допред 10 години, држава, да, ма ние допред 10 години имавме пензионери кои што идеа во тие бањи, не беа спа центри. Со вас, колега, затоа што во Македонија најголемиот потенцијал за развој на туристи се термалните и спа центрите, меѓутоа во Македонија не изобилува со доволно ресурси за термални и спа води и спа центри, и сето тоа не може да кажете дека тој што ќе дојде на City Break нема да иде на спа. Тоа се посебен вид на туристи кои што доаѓаат за викенд. Да, ма вие пошто ги немате обичните, не можете ни овие да ги привлечете сега во моментов. Така да е сулудо да прашувате зашто некој би правил толку голема инвестиција во Македонија. Ве молам. Мислам, како тоа сулуда. Со добар бизнис план има луѓе кои што би граделе. Зошто не е направено тоа до сега? Па затоа што веројатно не дошол правиот момент. Сигурно има луѓе кои сакаат да инвестираат и кои што веќе изработуваат физиабилити студија и кои што во овој момент можеби нешто и се има на тендер, ние не го следиме све. Колешке, значи баш она што го следиме. Значи во моментов точно така дека има луѓе кои што се заинтересирани. Они не го прават тоа од објективна причина затоа што во Македонија немате толков обем на туристи за да можете и да го покриете и бањскиот туризам во Македонија. Јас не викам дека тоа нема потенцијал. Меѓутоа нема сега краткорочно, значи за година 2-3 ако го изградите тој спа центар, нема да ви донесе толку кешов реturn. Никој не може да го врати приходот за година 2, инвестиција таква се враќа на многу долги стази во ред. Сите имаме различно мислење. Кај нас има исто еден друг проблем што секој е туроператор. Секоја компанија сама прави конгреси. Секоја компанија сама прави семинари. Има многу така наречени консалтинг агенции кои што по цели чартери авиони носат, ниедна инспекција не ги контролира. Значи, ако ние мораме да работиме по лиценци, кај што имаме одговорност, онда каде е пазарната инспекција да ги исконтролира сите фирми кои што ако прават туристичко патување, треба да бидат преку лиценциран туроператор. Или најлесно се добива лиценциран туроператор, има многу нелојална конкуренција, сите ќе аплицираат, каде што е услов да има 4 вработени, ќе ги отпуштат вработените и само со човек фирма, нормално, дека е нелојален конкурент. Како и туристичките водичи, како и самите хотели, кои што на некој начин сите се утрка кој да го земе туристот. Ако ние работиме на лонг терм, значи, за сериозна зборуваме индустрија туризмот, не може да бидеме така раштимани. Ние мора да бидеме еден комплекс што ја сочинуваат целата индустрија и заедно да настапиме. Македонија може да понуди само едно убаво пакетче запакувано од повеќе различни ствари. Значи, дали тоа ќе биде авантуристички туризам, дали ќе биде тоа вински туризам, дали ќе биде тоа манастирски туризам, дали ќе биде тоа посета на атрактивните локации низ Македонија, меѓутоа да не биде стационарен туризам. Затоа што ние на Балканот мислам многу тешко може да се бориме против една Бугарија, против една Грција, за Турција да не правам муабет, мислам они се светлосни години овакво пред нас. Значи, она што ние можеме да го понудиме мора да биде малку поразлично него она што се нуди во моментов на Балканот од една страна и втората работа која што се трудиме последниве неколку години се повеќе да ја играме, тоа се балканските тури. Значи врзани тури, Бугарија, Македонија, Грција, Македонија, Албанија, Косово. Да. Значи тоа е прва ствар. Втора ствар што ми е многу битна, на кое што ние македонците мораме да се навратиме назад, тоа е љубезноста кон странските гости. Значи секој од вас, мислам и дури гледачите биле ја посетиле Турција. Значи Турција тоа го има доведено на ниво на совршенство. Тоа ако успееме ние во Македонија да го направиме, ништо друго не ни е потребно. Значи еден туриста кој што ќе дојде на некоја туристичка дестинација, све ќе занемари ако има љубезност. Ако има љубезност од водичот, од таксистот, од рецепционерот. Да и грешките полесно се простуваат. Све ќе помине. Значи насмевка една на лице завршува работа, да тоа може да ни биде единствено тоа е она што можеме ние инстант да го направиме, за да, нели, на следната емисија ние не ги гледаме бројките, него секој од нас навистина го осети приливот на позитивни странски туристи. Пошто вие со намуртени луѓе не можете било каков бизнис да почнете, нема да ви одговара, да не правам за туризмот.
Како што споменав, го уредуваше водечот Free Time Guide, кој што беше наменет за пресестранците во Македонија кои што живеат, а и си во контакт често со странци кои што ја посетуваат земјата. Од лично искуство, што најмногу ги фасцинира нив тука и како е тоа во споредба, да речеме, со тоа што ние си замислуваме дека им е најинтересно кај нас? Јас тоа би го сумирал со разноликоста на понудата на Македонија како една земја која се посетуваат. Значи, комбинација и од тоа што има се види како урбана Македонија и од тоа што може да се види како пейзаж и од разните културолошки слоеви кои што се напластени како наше културно милје. Се зависи и од местото од каде што доаѓаат и од културната позадина на самите посетители. Например, сум имал искуство прилика поопипливо да го видам фидбекот на се повеќе што доаѓаат гостите од Турција во Македонија. За нив колку што е атрактивно модерното, колку што е атрактивна природната убавина и сеопфатното културно наследство, особено важно е културното наследство од османлискиот период. Што се однесува на тоа дали Скопје го добива приматот или не, го делам впечатокот дека да, во овој момент Скопје е во подрефлектори, но мислам дека сето тоа коинцидира со кампањата која што се води во светски рамки за посетување на Република Македонија, а Скопје тука има една компаративна предност во однос на другите градови, затоа што знаеме дека централниот аеродром во земјава е тука. Освен би рекол инцидентните чартер летови за време на летната сезона, авион на Охрид не ги води и на јужниот дел од територијата на Македонија, така што Скопје ја има среќата како една комбинација од околности да биде градот кој што во моментов предници. Од друга страна, моја лично согледување е дека Охрид низ годиниве стагнира како квалитетна туристичка понуда. На што се дължи тоа? Па, тука би ги ставил пред се, значи, невлегувањето инвестиции во услугите и сместувањето, квалитетот на самите услуги, начинот на кој што се пречекани луѓето и цените кои што не се разликуваат многу од цените во некои поатрактивни туристички места во Македонија, во соседството. Исто така прават една комбинација која се управи Охрид да е помалку атрактивен, иако има како културно наследство многу да понуди. Моменталната ситуација во туристичката индустрија во Македонија е секој сам изработува материјал за промоција на Македонија. Значи немаме унифицирање. Немаме еден унифициран материјал кој што ќе излезе, нели, како подкрепа. Сега не ги зборувам оние Министерство за култура што ги вади, нели, монографии за поклони кои доаѓаат дипломати и така. Забраваме, нели, почна да излегува од Агенцијата за поддршка на туризмот некоја едиција на материјали кои што според мене не одговараат на својата мисија. Немаме изградено една стратегија за да ја направиме приказката. Значи немаме изградено една стратегија каква ќе биде приказката. Што ќе содржи приказката која што ние ќе ја спакуваме убаво и ќе ја пласираме на светските саеми за туризам. Ние немаме направено убав спакуван материјал. За жал, странските туристи кога доаѓаат во Македонија се уште користат литература од нашите соседи. И многу ми е чудно. Или Lonely Planet, Bread. Да. Значи, замислете, јапонците кога доаѓаат, значи за Охрид го спомнуваат како главна престолнина на Бугарија. Значи до каде оди влијанието на нашите соседи, значи и во туризмот,
Јас имам своја приказка, значи кажувајќи, пошто и историчар сум по професија, значи не е само да ја презентираш историјата, него е многу битно да ја презентираш природата и сегашноста на Македонија, со какви капацитети и со какви убавини располага Македонија. Предноста е кај мене што јас многу ги абсорбирам, ги прифаќам мислењата од странските посетители и од домашните посетители, значи што учествуваат во промоциите на програмите што ги организира мојата компанија. Значи приказката ќе дојде и мислам дека е 2014 не ради проектот 2014 ќе биде навистина заокружување на целата стратегија која што како држава ја нудиме на туристичката индустрија. Дојдени се безброј новинари, значи инволвиран сум натре преку превоз или заеднички проекти со Бразил, со Русија, значи јас од 91 година зборувам дека Македонија треба својата приказка да ја насочи кон Климент Охридски, кон Кирил и Методи, значи она славјанската жица, да ги ловиме украинците, да ги ловиме русите, екс-руските републики, словаците, пољаците, чесите, кои што се доста заинтересирани за баш овој туризам што можеме ние да го понудиме, нели, и планинскиот туризам. Единствена држава после Црна Гора, да речеме, можеме да се пофалиме дека имаме доста атрактивни планински локалитети. Да. Твоето прашање? Нека биде за крај. На крај кратко имаш и покрај сите овие забелешки што ги имаме, нели, дека немаме промотивни материјали, приказната дека не ни е заокружена. Лани имаш интересен пример, двајца прилично популарни актери на интернет дојдоа и го снимаа најмалот етнолошки музеј во Джепчиште, значи Карл Пилкингтон и Ворвик Дейвис, баш и ти пишуваше за тоа, значи сепак има што да се понуди. Често и ни самите не знаеме дека тоа постои. Значи дали алтернативниот туризам може да се појави како некако тип на наша специјална опција, да речеме, во оваа ситуација? Чисто на идеја за дарк туризам, така наречен. Ме радуваше. Дали сте чуле терминот? Како нешто за што се залагам, како Да, затоа прашувам. Да, овакво прво за посетата во најмалиот етнолошки музеј. Јас пред се верувам дека нашата голема шанса е во алтернативните форми на туризам. Масовниот туризам е мртов. Црна Гора не случајно направи една голема математика, колкав е брегот, колку луѓе може да смести, колку ноќевања може да изгенерира преку плажите, преку сето. Кога види дека е мал брегот, дека не може тоа да прави, рече што можеме да направиме. Имаме национални паркови, ајде таму ќе правиме нешто, ајде реките, рафтингот, не знам сето тоа. Значи, ние во таква една мозаична понуда можеме многу да дадеме. Дека имаме приказни, лично се имам уверено кога имав неделен серијал, репортажи Непозната Македонија, 150 недели поред, јас ниту еднаш немав проблем за идеја за нова репортажа. Постојано има и кога ќе видат луѓето дека почнува да се тркала работата, самите почнуваат да те хранат со сето тоа. За Джепчиште, славната екипа на Рики Джервај се разбрала сурфајќи на интернет, сакајќи да го однесе најмалиот актер на светот, најкусиот, на некој такво најмало место по нешто во светот. Дојдоа таму со цела екипа на Sky TV, го снимија сето тоа и ете, како може веднаш да улета и друга вредност да се додаде на сето тоа. Имаше една кратка презентација на македонскиот Рубин, кој со Ворвик го доби како подарок и го шири гласот преку неговата ќерка и самиот понатаму. За дарк туризмот е дарк туризмот, да. Следејќи го Чешкото национално радио како еден од јазиците што го зборувам, начекав еднаш една емисија која што кажува дека феномен, особено популарен во Чешката република, е дарк туризмот. Што е тоа? Мрачниот туризам, значи што луѓето се привлечени од нешта кои што се поврзани со крвни деликти, со
урбани легенди со некакви страшила, со не знам што. Малку направив еден брейнсторминг сам со себе што би можеле ние да понудиме како такво. И навистина имаме што да понудиме. Добро, оваа тема за туризмот навистина има многу точки на кои што можеме да дискутираме. Јас ви благодарам за времето што го одвоивте да бидете наши гости. Пријатно.